први Арчи Дубровник. Или стои така не знам дека Арчи се вика Златимир Аревски. Ако кажеме Златимир нема никој да знае претпоставувам. Али ајде најпрво што први Арчи во Дубровник. Да, најпрви Златимир Аревски своевремено мајка ми, ако ме бараа на телефон Златимир, се плашеше дека тоа или брза помош или полиција. Само тие знаеа како ми е името. А инаку Златимир има убава можност да биде во еден од најубавите градови по Дубровник, во светот, бидејќи имам куќа овде од баба ми која е родена Дубровчанка и во Дубровник кој што ми пратија од Канада една убава статија во која што вели пред да одиш кај Свети Петар мора 3 работи да видиш задолжително, да го видиш Амстердам, да видиш Венеција и да го видиш Дубровник. Значи така што значи џабе ти е животот, така не така што тоа е еден убав комплимент за Дубровник, за местото каде што сме сега, а инаку мене многу ми одговара човекот кој што ја има кажано можеби најубавата мисла за Дубровник покрај она дека кој доаѓа во Дубровник се враќа. Тој Бернард Шо, тој вели дека ако не знаеш каде е рајот на светот, тогаш задолжително дојди во Дубровник, Парадайс тука е дека тука е рајот на светот што е убаво. Па ја веќе 51 година. Се шегдам. Значи јас овде доаѓам по неколку месеци порано, уште како дете кога живеев повеќе во Македонија, тогаш доаѓавме задолжително, имав среќа што моите родители беа просветни работници, после тоа и сестра ми како просветен работник и има одмор долг по 2,5-3 месеци, така што останувавме. Па добро, Скопје ми е посебен, затоа што јас сепак колку да што корените ми се овде од мајчина страна, меѓутоа сепак Скопје е местото каде што ми се најубавите спомени, а како продолжување на тоа моето синче кое што кога починаа мајка ми, татко ми и сестра ми, кога мислевме дали да живееме и да се преселиме комплетно овде, да продадеме се во Македонија и да дојдеме, тоа е што? Јас Македонија не ја напуштам, што на еден начин шика море будалче едно, меѓутоа од друга страна многу ми беше драго, тоа значи дека сум му вметнал во корените дека тоа е нешто исконско и дека тоа е нешто убаво, дека е тоа нешто што не може да се опише со зборови, нешто што го сака и на крајот на криштата можеби ова и за светски анали е повредно, меѓутоа нешто што не може да се опише со зборови, значи луѓето, душата, македонската душа, која не е претерување да кажем, која што нема во свет. Ми забележавте и овде. Кога ќе слушнете дека сте од Македонија, сегде имате 10% попуст, најболи луѓе, овие посебно тие што служеле војска во Македонија, се телат ајме какви су тоа луѓе, тоа су најболи луѓе на свету, најдоброчудни, са песмом, немој пјевати кој да не пееш кај нив. Така што тоа ме прави горд како македонец што макар што велат гордоста не е убава работа, меѓутоа убаво ми е чувството кога ќе гледам дека нема човек што не сака. Да би рекла и може, колку песни може да се направи? Син ми прати, бе во Дубровник и син ми прати излегло неколку штоса за мене во Македонија. Едното што се виде, било вика, макар што ја имам и направено и албум, и тој беше дури номиниран заедно што знам на Принц, на Ребека као еден од најдобри албуми во Македонија. Значи во 4 најдобри, бев невитно. Меѓутоа, значи дури имам 3-4 награди од фестивали со различни композиции. Значи имам најслушана песна, например, на Охридски трубадури, за љубов лажеме, меѓу 2 фестивала, на кој што добив и за што знам, и за дебитанти, за тексти, за слуш. После имав Еврофест, имав 3-то место за Тоши Каролина и во Еврофест 98. После тоа ете видиш колку поминало време. Знам дека имав неколку награди и најслушана песна беше нашата приказна беше меѓу 5 најслушани песни 97-8. Копнеш исто. Меѓутоа луѓето ме паметат по да пукнеш леле што ми направи и син ми сега ми прати тоа, си ја зевав мислата. Син ми праќа дека вика луѓе кои што се познати
што со една песна станале славни, као, и мене не стават од тие. Така што меѓутоа убаво и да те паметат, мене ме паметат, дури веќе не ни знаат која пее песната, ми кажуваат сини ми дека ја свират по журки, дека ја свират по свадби, дури дека е барана и тоа колку човек да се прави дека не му е убаво, многу е убаво чувството кога знаеш дека нешто и те надживеало. За да пукнеш следно што ми направи. Ти кажам, дури мене Ја следам знаци и таа нашата приказна што беше претходно ми ја одбија од Макфест и толку бев полн со себе, јас многу верував во песната, Дамир и Мерија правеше, Џафер ми пееше, со мене Петар Енџо свиреше гитари и бев уверен дека таа песна, независно што не ја примија на Макфест, му реков, не знам, на Дарко или на Славе Димитров, не знам кој беа од нив, реков, оваа песна сепак ќе биде слушана во Македонија и навистина со таа добив 12 величествени добив као демо изведувач и беше, веќе спомнав, неки 5 најслушани песни во Македонија. Значи тоа е нашата приказна. Сега исто со да пукнеш леле што ми направи, се видовме со Дарко, Дарко вика, не, ова се 2 песни, викам, мислам дека Дарко беше, да, помалиот Димитров. И ми викам, сега викам март, април, тогаш во октомври беше Макфест, викам ќе биде ли примена песна, ако знам дека е сигурно примена, да ја чувам до октомври. Многу ми се допаѓа, ќе се направам, викам, исподче за неа. Сега не пуштам. Нема гаранција дали ќе биде примена. Нема гаранција, плюс тоа некако рефренот ми звучи како да се 2 различни песни. Всушност, дечкото кој што навистина тој погодил на свој начин, бидејќи дечкото кој што ја правеше песната и текстот, Јаблан, познато име музичко македонско, меѓутоа втората строфа ја правевме заедно малку и рефренот да не биде молски, јас сакав да оди дурски. А тоа е всушност една интересна работа, бидејќи он целата одеше, тоа е како курситет, може интересно да се каже, дека македонците и далматинците се единствени, најверојатно во светот, кои што тагата ја изразуваат во дур. Значи, во главном молските композиции се тажни. Меѓутоа, македонците и далматинците беше една следба и Петар Грашо истото го беше забележал, вика дека ние сме многу во тој поглед слични и можеби единствени. И затоа можеби не одеше молски, туку на моје инсистирање, што сега се покажа дека е добро. Ја направив неколку измени, дури она го остави да биде интересно и да не биде, кај него одеше Маре, да пукнеш лалеш, Маре што ми направи. Јас мислам дека е многу подобро нешто што е типично, а да не биде име, да биде врзано за име, туку да биде нешто што е македонско. А по-македонско од леле нема. Пардон, дури ние македонците имаме дури кога искажуваме убавина, викаме леле убавина, што е парадоксално, ако е убаво не може да биде леле. Тоа толку не памтат, дури нели кукулеле као ние го имаме тоа леле и мислам дека погодив со тоа и ми е драго што Јаблан се сложи и еве после толку години песната си живее веќе 15-20 години дури како обнародена. Како се запееш на годината и наедно што снимаш, ако може така да кажеш. Што да интересно прашање, јас некојаш така се прашувам. Можеби мојот, макар што не сум некој влюбеник во тие хороскопски знаци или нешто да некој верник, што можеби близнакот во мене, ние сме такви близнаците, велат дека цел ќе си дадеме и ја исполнуваме и кога ќе исполниме, после тоа некако веќе ние ја изгустируваме. Мене ми беше интересно да си покажам пред себе си дека покрај економија и некои едукативни способности од моите родители као просветен работник, дека можам да си покажам пред себе и дека можам и да пеам и да свирам и дека тоа исто можам толку квалитетно да го правам, иако можеби немам директни корени во фамилијата од музичка сфера, макар што Благојан Нацев ми е братичот, например, македонскиот Павароти што го века. И можеби баш токму кога направив нешто во смисла направив песна која ќе ме паметат, направив спотови интересни со најубавите жени на Македонија, на Југославија, на Италија. И кога сватив дека имам и што велиш,
и добив и 12 величествени пејач на годината и награди од фестивали. Мислам некако можеби се почувствував презаситен што понатаму. Снимав спотови, можеби секој 3 месеци снимав спотови и тоа ми беше презвик да не правам со реклами, туку сам да си ги финансирам и песните. И тоа ми беше многу убаво. И можеби да заврши. Па можам да кажам, не знам јас, сега се покажува, јас тогаш не знаев дали имам квалитетен глас или не. Тогаш многу ја сакав музиката и сакав, луѓето ми верува и јас уште како дете, секогаш ќе имавме, например, ќе направивме дури низ Југославија, овде тие имаше економијади, елфијади, медицина, јас ќе земев гитарата, ќе се качев на маса и 2000 луѓе пеа со мене Елено Керко. И по тоа знаев дека најверојатно имам снажен глас и имам некоја, ево, ако спеам да кажам така, некоја харизматична фигура и флуид, да луѓето ми верува и сака да пеат со мене и сака и ми доаѓа и на свирките. И мене баш токму затоа можеби мене и никогаш не ми проблем ни представувал финансиски оддел, бидејќи можеби имам и премали и барања и кога нешто по нешто не трчаш, тоа самото доаѓа. И нели велат парите се важни само ако ти требаат и ако размислуваш за нив. А ако нешто го правиш од љубов, тогаш не ти е ни битно и можеби токму и заради тоа и толку лесно ми одеше, никогаш не бев во некој грч да правам. Плюс јас секогаш имав резервно занимање, јас дипломиран економиста, така што можев да се бавам и со мојата работа, бев едно време директор на фирма. Меѓутоа ова е нешто што ме не остасува времето, тоа време порано пред 20 години се кажеш зашто не продолжи активно да се занимава со музика? Не, ја во мене детето и ден денеска се шегуваат моите пријатели најблиски. Вела дека ако детето живее во тебе, ти се чувствуваш млад и тогаш нити се каеш, ја во принцип да ништо во животот не се каам и не ми недостасува, затоа што јас сепак песната како песна и во Скопје и јас овде во Дубровник. Јас си носам озвучување, купив едно од најубавите наши озвучувања сега неколку дена пред да доеме, да не правам реклама, меѓутоа Јамахино и си го донесов тука и тука кај мој пријателчињеви овде кај што сме сега. Еднаш неделно си земеме и си правиме за наш кеф македонски, италијански, далматински, евергрини, шпански песни. Ти недостасува никогаш да имаш на живи настапи, да седнеш да освириш пред луѓе, да познат? Па не, дури напротив, дури имав неколку и понуди од Македонија да гостувам во емисии и да фестивали. Копров неколку пати ми викаше за Охридлицки трубадури и така. Немам некој, можеби затоа што можеби тогаш премногу ми имаше и од фрижидер се појавува. Така што немам нешто, нити па нешто ме привлекува и као сега ќе направиме или така. Немам така. Кој се вклучи на конската естрада тоа време? Добро, ние сите во тој поглед мислам дека некај беше некој здрав ривалитет, немавме некои сопки како што има во другите области на животот, пред се во политиката. Ние мислам дека, или можеби јас него така него чувствував. Сметам дека уметноста всушност и Шопенхауер има кажано дека можеби уметноста е единствената можеби работа на светот што може светот да го спаси од лудило. Така што и мислам дека ние кои што се занимаваме, јас не можам да кажам уметници, туку луѓе кои што се занимаваме со музика или со уметност, имаме еден поинаква визија на светот, бидејќи навистина материјалниот дел ни е спореден. Јас се чувствувам убаво кога им давам на луѓето, кога им се давам, убаво ми е кога ме примаат, кога ќе ме слушнат. И тогаш се јавува она повратна спрега, тоа ме полни. Како во силно пророчанство, проштво, кај што велат дека уствари всушност имаш ситуација кога едните те полнат тебе и ти враќаат и те мултиплицираат енергијата. Мене така ми се чувствува, независно дали тоа ќе биде аудиториум од што знам од 1000-2000 од диско клуб или што знам или настап или во кафуле или пред нас 3-4 како што си правевме за нашите си правевме 3-4. Така што мене било која тоа мене ме на свој начин дури ме лечи. Колку сега ходиш на конската естрада? Си запознан, знаеш некој да пуштиш цегот некој да слушаш или да уклучиш телевизор и да следиш што се случува кај нас? Малиот од Кичево многу ми се допаѓа, дури една песна имам негова на репертоар, Сонце. Златко Лозанов. Да.
Сонце не ме грее, да, фантастичен. Тачно слушнав една дури македонска испеа фантастично, некој се затекнав некоја македонска народна, мислам од Црногорец, од Марин Бабич, мислам дека ја пееше фантастично, а и ја го слушав еднаш као од Џафер ја испеа Сонце на три света, свој начин, фантастичен. Малиот е стварно много комик. Добре, ја многу не слушам музика и не следам. Ако подсетиме, може ќе ми текне. За Каролина Кој Каролина? Па Каролина се уште од мене, од моје време Каролина, како? Не, Владо, ние не знам колку знаеш, ние со Владо сме биле, вие не сте биле родени негде тамо 70 и што знам, 7-8 година, ние бевме група То Сендвич, имавме снимки за македонска радио телевизија, Роберт Сазов беше на соло гитара, Петар Атанасович, што е сега политичар, се бави политика, беше бас гитара, Владо ни беше тапанер и јас пеев. Имаме една песна пред Ванила, имавме Диско Тост, не знам што нешто имавме. Неколку снимки имавме прекрасни у тоа време, бевме први на Тригонга. Имавме текст од Ѓоко Ѓоргиев тогаш и имавме интересна ситуација. Први бевме ние, втор беше Мик Джегер, трет беше Майкл Джексон, може да мислиш. Ама текстот беше на Ѓоко Ѓоргиев на нашата песна и имавме привилегија први да бидеме на Тригонга. Тој имаше топ листа тогаш, да. Сега кога дојдеш во Скопје, на кој знаеш да му се јавиш од ето порано што се дружеле некој? Сега треба да знам, јас сум еден таков, ако смеам да кажам, не знам колку е тоа добро, еден непосреден човек. Во моментот што ми е, тоа е, може да се случи, например, недела дена да воопшто не излезам во град, да ништо не ми представува да излезам од центар на градот, да играм секој ден тенис, например. Или да ми доаѓаат, ако веќе ме прашуваш на кој би се јавил, имам еден добар исто од Шибеник, Синиша, исто се занимава со музика. Него сигурно ќе му се јавам, пред се заради да му кажам како ова озвучување на фантастично што го купив, како се покажало во Дубровник. Тука забележив Дубровник, повеќе луѓето знаат како македонеци. Да. Сме популарни тука. Па не, ја не сум тука по музика, ја тука сум по глупости. Не знаат, тука е мало место и ние сите се знаеме. Ти гледаш, не ни остават ни да платиме било кај што ќе дојдеме, не знаат толку. И мене ми е драго тоа, значи дека сум оставил впечаток што можеме такви да имаме услови да еве кај да снимаме, гледаш сите ни други мора да се најават ден унапред. Ние имаме можност дори овде сега, дај Боже да ни врне, ќе направиме една фешта, сите ќе си пееме, ќе пееме македонски песни, ќе ни дозвола да се зафркаваме всушност. Тоа е затоа што сигурно имам јас сум многу друштвен човек. Сум друштвен човек и тоа некојаш е можеби минус, меѓутоа јас сакам да се го чувствувам дека ми е убаво, па не размислам дали е позитивно или негативно. Ја луѓето ги прифаќам, се додека не ме зафркнат, јас ги прифаќам како најдобри луѓе на светот. Сега имам едно правило, ако некој ме преден и викат не е страшно ако те зафркне, ама втор пат ако зафркне, први страм да му е него, а втори пат страм да ти е тебе. Јас се трудам втор пат да не дојдам да му биде него страм, туку имам едно правило и му простувам, ама не им го заборавам. Не им дозволувам да после затоа може би и така и со сите сум и имам една работа која што и тие имаат за разлика од нас. Тие и по 50-60 години се комши еден до друг, меѓутоа на вие се зборуваат. И тој почита, меѓутоа па затоа кај нас сите скоро пријатели, комши, браќа, сме на крај на криштата, пошто сме многу блиски и интимни, ние сме испокарани. А тие прават една бариера, не можам да кажам зид, ама прават една линија, значи во принцип еден до друг комши, хочете ли госпоđа Зоре код нас на кафу? Први комшија вика персира, баба ми примерно, ми било чудно. Меѓутоа токму таа една дистанца што е направена, прави да никогаш не дојде до претешки зборови кај нас. Ние блиски сме, па некој ајде у мајчината. Овде мислам и тој се обидувам тоа да го земам од нив, да не влегувам премногу, посебно не во интимата што го велеше Милчо Манчевски, ние сме најстерџиски народ во светот. Тие не се овде и тие никој не ги интересираат многу другите. Ние некако имаме прв малце да кажам малце против нас, меѓутоа можеби токму и заради тоа и со нив имаме што го на прашањето што видиш ти. Значи секогаш да има една дистанца, својот свет, мојот свет, никој за никој ништо не знае. Што е? А сите се коректни. Сега и тука и минус има, ние сакаме, знаеш, така да се гушнеме. Дори тие велат, не може да вика да ве сватам, вас македонци вика вие немате за вас за јадење, а ти ќе доеш првин ќе го најдеш гостинот.
тоа е едно прекрасно чувство, меѓутоа тие па нив им пречи. Пример, минато пред викам узо сам новац, идемо на јанци. Нечу. Па како? Идемо на јаните. Нечу на јадњето. И он вика, како си ти то човек? Нечу се. А ја, пошто кај нас кој секој ќе го викнеш, секој ќе прифати. А овде него не му представува ништо што јаѓлете. Не ќе бе. А ја го тегнам, сметајки како може сега те водам на јагле на... Ама да, ама вика, тоа не могу да кажем, нема да не го прифатат тоа и нам и на србите, дека и србите го имаат тоа, исто не сака со сила, ќе те частам, не икем да ме частиш, та ти си. И така да внимавам сега на тоа да не ги повредувам. А овде гледате и вие самите, тоа е лудница, овде кој датум ние 10-12 сати кој нема ни днес ни средина на 19 јуни не можеш да пројдеш по страдон и тоа од жолти, од црни, од секако и тоа се шегувам, велам не можеш да видиш тажни луѓе, бидејќи сите се дојдени имат многу пари. Единствено што го изгубиле ние во наше време. Например, ќе се најдевме сега с гитара или дури сами, ќе се најдевме до некој, како вика Тони, например, некој као дзидче, кој што е покриено, и ќе пеевме. Например, ќе дојде Франjo Ласич, ќе дојде што еден Тото познат пеат, мене ќе ме викне као по клjuč да имат и македонец, и пеевме. Сега, како и ние во Скопје нешто слично што има направим, имат платени народни уметници. Значи, не знам колку ќе после ќе забележите, значи ренесансна музика, класична музика, меѓутоа градот ги плаќа. Не е тоа кеф ми е, као што јас спорано ќе знаев, ќе си ја земев гитарата и си направевме рок концерт, македонски концерт, далматински песни, пеевме, ќе се соберевме 10 на души. Денес малку тоа е малку повештачки, со самото тоа што ме платено од градот, мене веќе ми ја губи душата, ми ја губи оригиналот. Што си да снимиш нешто? Да снимам бубрези, можеби едино плуча. Се шегувам, мислиш на музичка. Па добро, во секој момент имам голем притисоци од мојата фамилија, од мојата сопруга, од моите дечиња, дека ајде, колку време. Ја мислам негде од песна на Евровизија, негде пред 7-8, може 10 години, кога бев учесник. Не сум снимил нешто директно, меѓутоа пред тоа толку многу ми беше така што ќе видиме во секој случај тоа што ако и го снимам, сакам мене да ме исполни и сакам да биде нешто кое што нема претходното што сум го направил да го срамам претходниот труд. Значи сакам да биде барем на тоа ниво или поубаво, а сигурно ќе дојде. Се надам, имам некои идеи и еве сега покрај вака и ова твојата провокација, уште повеќе ми доаѓа дека можеби дека да снимам, а не ребра. Не бубрези.